A na kraj od Makedonije nautro го оставаме и последниот разговор. Италијанскиот Ла Платеја за нашиот тенор Благој Нацовски пишува редок дар во време на претерана самореференцијалност како дел од брилијантната критика за настапот по повод 30 години од воспоставувањето дипломатски односи помеѓу Македонија и Италија. Магазинот за култура Ла Платеја објави цела рецензија од концертот за кој навидува дека понудил исклучително префината програма во која беа изведени бројни камерни арии компонирани од македонски музичари придружени со италијански дела и дуети. Добро утро за Благој Нацовски. Требаше на Скајп, го начекавме во Скопје. Добро утро. Често тука. Добро утро и добре ми дојдете. Добро ве најдов, иако преферирав да бидам таму каде што е Јована во моментов. Ако сакаш после заедно ќе одиме да може да направиме еден тренинг, да. И вчера кога се слушнавме на телефон ми кажа еве само што завршив со тренинг, значи кога си во Скопје спортот не го забораваме. Па се трудам колку што можам повеќе, односно не само во Скопје, во секој град каде што се наоѓам, се трудам барем 5 до 6 пати во неделата да спортувам. И тоа ми овозможува да го издржам ритмот на мојата професија, ритмот на мојот живот, кој што е постојано динамичен, постојано во патување и така натаму, или постојано на сцената. Дури оние моменти кога се пробите, би рекол дека се уште понапорни од самиот настап, бидејќи некогаш пробите и се 8 часа на сцена, која што е сепак физичка работа, за разлика од една представа или еден концерт, кој што би требало до 2-3 часа највеќе. Така што физичката кондиција е неопходна за оваа професија, особено за некој како мене што има многу настапи, и тоа настапи постојано во друг град, односно во друга држава. Многу патување. Токму така. Да. Се враќаме во Сан Квирино и на рецензијата со која што те најавив, вели беше предложена сложена програма, секако префината главно современа. Ајде малку околу тоа што се случуваше таа вечер. Па малку ќе го проширам разговорот околу тоа, бидејќи оваа година на два битни фестивали во Италија се решив да настапам со програма исклучително на македонски композитори. Меѓу другото, оваа година и 30 годишнина од воспоставувањето на дипломатски односи помеѓу Македонија и Италија, но тоа е по моја лична иницијатива изборот на оваа програма. И во првиот и во вториот концерт успехот на, да не речам мојот личен, не сакам да звучам јас нескромно, туку на делата, на самите дела македонски, беше исклучително висок. И покрај тоа што се работи за дела кои што се од тажен карактер, бидејќи сите тие дела се, односно повеќето од нив се базираат на стихови од нашите врвни поети, кои што се пак инспирирани од историјата на македонскиот народ, би рекол на маките на македонскиот народ од османлискиот период, па сите други доминации, српската, бугарската и така натаму. Значи се еден вид на искажување на сите тие проблеми што ние македонците низ историјата сме ги имале, така што сите композиции и во музичкиот дел се со тажен карактер. И јас секогаш се плашев дека тоа би на моменти би станало и не досадно, туку малку и тешко за публиката да слуша еден цел концерт со толку тажен карактер. Меѓутоа и покрај тоа делата има голем успех. На првиот концерт што го одржав на почетокот на месец јуни во Мантова, на еден фестивал кој што би рекол маратон на концерти, бидејќи во 5 дена се случуваат 200 концерти, бидејќи почнуваат од 9 часот наутро до 11 навечер во сите можни простори, односно концертни сали во градот. Тоа е еден уникатен настан и таму може да се сретнат во тие 5 дена музичари од целиот свет. Значи тоа е едно прекрасно дружење. Значи таму го одржав првиот концерт оваа година со македонска музика и најбитен момент би го извел тоа што беше рецензиран од еден од највисоко тиражните весници во Италија, Ла Стампа, и тоа со најубави зборови. А вториот, што го спомена пред малку ти, во Сан Квирино,
се одржа во август. Ноти како мостови беше насловен, така? Така, ете, јас го заборев добро што тоа ти е професија да новинар си и си го исчепкал добро и си го пренел. Ноти како мостови, зошто? Токму заради тоа што се работеше, односно се работи оваа година за еден јубилеј помеѓу македонско-италијанските односи и истовремено на концертот настапи една моја колешка пак со италијански репертоар и тоа беше еден микс на дела од двете земји. И тука се случи истото. Делата сепак не само што допреа и продреа во срцата на сите оние што беа во публиката, а и во срцата на критичарите, она рецензија што ја спомена од Ла Платеја е навистина многу убава и таму е, освен што се осврнува на мојот настап, се осврнува и на секое дело, на секое македонско дело посебно, раскажувајќи го и зборувајќи за секое за деталите, односно и за македонските композитори и поети. Би прашал како реагираше публиката на тоа, меѓутоа чинам дека одговорот го добив. Па да, начинот на твојата интерпретација, емоциите кои што ги пренесуваш, тоа дефинитивно било уживање за сите. Чуден феномен, убав е македонската музика. Нешто ги прави луѓето и да не разбираат да слушаат. Сакав да кажам нешто многу битно, да додадам, па после ќе ти дозволам да ми го поставиш прашањето. Не, на двата концерти јас обезбедив превод на сите македонски дела, така што до македонскиот текст стоеше италијански, за да публиката разбере за што се пее, што е, се разбира, многу важно. Така. Околу рецензиите би сакал, бидејќи зборуваме малку општо и за македонската култура, колку денес недостасуваат кај нас такви рецензии, како што ете една Ла Платеја напиша, направи за концертите, за тебе? Јас наискрено да ти кажам право, во последните повеќе години не сум прочитал, особено во главните македонски весници, осврт на ваквиот тип на музика, односно културата, од страна на специализирани новинари во врска со тоа. Што го следат тоа, да. И тоа е навистина многу тажно. Мислам дека има еден медиум што се занимава, пишан медиум, со тоа, меѓутоа не е доволно. Во секој случај не е доволно и вие како медиумите генерално веќе немате емисии и простор за културата. Мора да се свести општеството, а пред се медиумите, дека културата е еден начин облагородување на луѓето, особено на младите, и го чинат општеството подобро. Значи, да не споменувам разни пороци, меѓутоа, наместо младите да се занимаваат со тие разни пороци, да можат малку да се привлечат кон уметностите и кон културата. И значи тоа и индиректно, па и директно го подобрува општеството. Годинава втор пат си ни во Македонија наутро. Ја почнавме со одбележување 20 години кариера. Друго беше студиото. Друго беше. Сега да во тоа студио ни се работи, имаме едно убаво изненадување за гледачите наскоро, но таму разговаравме за 20 години меѓународна кариера со настап во Македонската опера и балет. Така започна годинава. Да, како вчера да беше, ама... Лета времето, лета месеците. Бидејќи пак од тој настап па се до денеска имав еден куп други настапи и сега ме очекуваат до крајот на годината. Мислам дека беше едно убаво одбележување. Нели го нареков првите 20 години заради тоа што бројката од 20 за мене не е јубилеј за одбележување на еден
на еден јубилеј токму така. Така што главниот јубилеј се надевам дека ќе го означам и прославам кога ќе биде 25 годишнината, па 50 годишнината, па 75 годишнината. Да, така се договоривме минатиот пат исто да го вети. Ќе го искористам твоето присуство тука малку да прокоментираме и тоа Скопје европски град на културата, од аспект на човек кој што долго време е и културен амбасадор на македонската култура. Велиш дека треба да почне да се работи одма на повеќе сегменти. Народот има перцепција, тоа и се зборуваат, како ја добивме титулата, некако очекува институциите заедно да излезат на заедничка пресконференција, тоа да го соопштат, да кажат што ќе превземат. Вака ништо не се зборува. Видовме неколку фотографии, тоа е тоа. Дали доколку би побарале совет од вас, конкретно стручен совет од досегашното искуство, од патувањата, различни земји би се вклучиле во целата таа, ајде да кажем, организација? Јас мислам дека тоа е неизбежно, најпротив ќе биде чудно да не ми побараат совет. Ние сме неколкумина што имаме меѓународна кариера во областа на музиката, во целиот свет и навистина кариера во континуитет. И во континуитет, токму така. Да. И навистина било чудно и неоправдливо за тие што ќе го организираат сето тоа да не се побара совет. Инаку како што спомена пред малку, да, мислам дека нештата треба да се започнат да се организираат уште од сега. 2028 ќе дојде лета времето, да, како ништо. Како ништо, така што треба да се постават темелите на организацијата, така што и доколку се сменат актерите, мислам на политичките актери, како на ниво на град или на држава и така натаму, процесот сепак да си тече, уште од сега. Не знам, не сум во моментов информиран кои се идеите и така натаму, а веста кога ја прочитав ме наполни со радост, токму заради тоа што сум човек од културата и заради тоа што едва и чекам Скопје, а и Македонија се разбира, да стана дел од оној подцивилизиран европски свет, бидејќи нашата иднина сепак е Европа, како географски, така и во секоја смисла. Во секоја смисла и тоа е најцивилизираниот свет на планетата во моментот, Европската унија. Не случајно го поставив ова прашање, бидејќи мислам дека преку вас уметниците, преку нас медиумите треба да апелираме и да укажуваме на моментумот Скопје европски град на културата за промоција не само на Скопје, туку и на земјата воопшто и конечно сите политички фактори некако да ги закопаат секирите и заедно, еве барем на еден проект, да почнат да работат и едноставно народот да каже, луѓето да кажат, ете, во нешто. Во едно такво нешто политичките бои не се ни воопшто битни. Но за жал кај нас се преовладува и... Да, меѓутоа нека ги трнат настрана своите политички идеологии, нека се зафатат со работа за доброто на градот, односно на фестивалот, односно градот на културата во случајов, односно на целата држава, како што рече и ти самиот. Остануваш во Скопје? Уште па да најавиме дека во петок и на 27 и потоа на 31 октомври ќе настапам во она многу посакувана веќе Травијата во Македонската опера и балет. Она представа која што сите што виделе до сега имаат и критики кон истата, бидејќи е малку провокативна. Меѓутоа истовремено и таа провокативност ја нуди куриозитет кон луѓето. Значи, представите се сега во петок на 27 и потоа на 31 реприза, а во ноември ќе пеам повторно на сцената на македонскиот народ, на македонската опера и балет. Така. За македонскиот народ? Не, се враќам името Македонски народен театар, бидејќи така беше порано, опера на Македонски народен театар. И во представата на Буко, со која што оваа година беа
отворени мајските оперски вечери и која што доживеа огромен успех. А за мене ќе биде прво изведување на таа опера, односно деби во улогата. Така што на 11. ноември пак ги очекувам на Набуко после Тројата. Тука си во Скопје се гледаме на една од овие убави изведби во Националната опера и балет, секако и на следно интервју во Македонија наутро, секогаш си во новото студио. Драг гост. Во новото студио ќе те чуваме меѓу првите гости. Важи, да говорам. Благодарам многу за гостувањето. Јас ова интервју и со овој разговор ќе го завршам денешното празнично издание на утринската програма на вашиот јавен сервис. Имавме соговорници од кои што верувам извлековте убави поенти, кога станува збор за гостите во студио. Разговаравме со Сергеј Андреевски, синот на Петре Андреевски, нашиот познат сликар. Тука не беше Лара Иванова, завршивме со Благој Нацовски. Утре во 6:45 ново издание на Македонија наутро. До тогаш имајте убав празничен ден и останете со програмата на вашиот јавен сервис. Во 10 часот и најновите вести. Пријатно.